луѓето успева ли некој да седи додека вие свидите, пеете, има во тоа џабе само така збориш, не може само да... За прв пат сте нема во летно студио? За прв пат прекрасно е, ми се допаѓа и местово, прекрасен хотел, ние како и секогаш. Благодариме, можам да го кажам истото и за облечени во тој новиот сега што е модерен некој каубојски вајб. Тоа ме интересира, тука ме интересира, токму имам едно прашање. Како се случи таа ситуација да токму вие заедно настапувате? Ете пример, Трајче и Рада настапуваат долги години кај. Еве како Јоана дојде да биде дел од вас? Јоана, сакам да што го слушам тоа. Рада, пример, еве кажи ми ти како го прифаќаш ова? До сега беше единствена жена во бендот, сега има плюс уште еден некој што се приклучува и кради туги срца машки па и женски. Ново време. Или Трајче да не ги краде, не знам, машките срца. Само да ти кажам дека само успешна жена може така да каже, или она жена која што има самодоверба може да каже за друга жена, убава е, може да биде заедно. Јана, кажи ми, знаеш ли нешто македонски? Како ги поздравуваш кај нас, еве пример, како ќе ја поздравиш македонската? Јана, ние имаме тука една девојка што е од Кенија, така што веќе нас ни е тоа секојдневие да се зборува ете плюс уште еден јазик или да се зборува така некој интересен македонски. Не си сама, еве имаме тука уште една. Сакам да те прашам, имаш голема бројка на следбеници на Инстаграм, 140.000. Кажи ми, тие се тука за тебе или за музиката? Зашто се тие сите луѓе дојдени таму, собрани на едно место? Не. Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο. Γιατί τους αρέσει που είναι κάτι διαφορετικό που μια κοπέλα παίζει τουμπερλέκι, αλλά είναι και η ενέργεια, είναι το κάτι διαφορετικό που ελκύει τους ανθρώπους. Сега друго сакам нешто да прашам, дали кога повеќе ставаа луѓето на стори, кога повеќе снимаа видеа, порано или сега? Мислам, вие навистина сте популарни кај нас многу долго време. Од секогаш имало каде и да настапувате, тоа е несомнено. Но ете пример, има ли сега некоја разлика, еве Рада може да ми каже? Па има поголема разлика. Има поголема разлика? Затоа што сепак Јоана е атракција. Новитет? Само да ги снимаат. Ја можам да си запала веднага и си пијам кафе. Ништо, ти љубоморен си Трајче, јас гледам. Гледам. Многу сум задоволен. Гледам. Бај чекам кафе ќе се напијам. Ама, што си љубоморен, гледај, седиш покрај 4 жени. И тоа сите убави жени. Затоа што он е најлуд. Јас сум си нарциска. Сварно? Трајче, бре, јас реков ке кажеш, види толку прекрасни девојки, јас паѓам во сенка. Ти не. Ако запеем една песна. После тоа Јана. Како ја одржувам убавината? Како се негуваш себе? Па млеко за тело. Сега ако веќе збориме, не знам, за наплажа Да бе, како се ја негуваш убавината? Третмани, лево, десно, дали се третираш сама себе? Дали сакаш да се негуваш кожа, тело, лице? Да, секако. Да, сакаш да вежбаш. Внимание на кожата, сега не е дека нешто идам на козметичар, пошто немам нешто проблематична кожа. Нема така ќе помисли некој дека никогаш не идеш па на козметичар? Па добро, не е лошо ова. Па што да лажам, не знам. Мајка природа. Па одиш, нели, чепкаше ова, онака. Па добро. Па да. Идам трепки, веги, ми прават тако Пак за машко пламење. прашање. Пак машко. кажам. Трајче, ти од каде знаеш толку женски работи за Рада? За Рада? Јас за Епа. мене си ги знам. Ама не ти за незе сега ги Не, одговори. јас за мене си ги одговарам, зашто јас си ставам. Овде крема, овде еликсир. Значи, Ти се негуваш, се значи. негувам. А Јоана? Δεν κάνω τίποτα. Τα βαριέμαι πολύ αυτά. Аз Περιποιείται πιο πολύ από μένα, στο λέω εγώ. Τα αρώματά του, τις κρέμες του. Трајче повеќе се одржува. Εγώ και η Ράντα τελευταία στιγμή. Αυτός περιποιείται. Леле, Ја сега и Рада ова треба ќе да излезе се само намери. да ви кажам нешто смешно. Значи во претходна зашто мажите сакаат И пак види колку е машки. убава. Јас сега разбирам. Јас тука сакам да ги поздравам нашите Еберлин биокозметика, заради тоа ве прашав, затоа што тие имаат токму една специфична нега на креми за секоја индивидуална кожа, за која што нема да ви биде потребно премногу, како Трајче што кажа, туку ќе ви биде потребно едно, а ќе бидете покриени. Така ли? Тука Трајче имам и за тебе, не само за дамите, повели. Фала, Ова е фала. за тебе, ова е за Јоана, Oh, thank you. повели. Рада, Добро, еве јас го и си за тебе, ајде ќе станам тука да ти го Ала, донесам, ти. повели. Тоа е едно мало подароче од нив, ќе си го отвори. Добро, може и сега, може и после кога сакате, Браво. имате ампула за Баш лице. убаво.
Фала многу. некои кремички, ете така. Тоа ни се нашите главни поддржувачи и сега одиме да видиме што има од прашање. Трајча Рада. Кога сме веќе кај сцената и патот до успехот, кога последен пат некој ве потценил како естрадни уметници? Дај го тоа. Слободно. Тоа ми Ке ти- беше Нема проблем. Еве тука сум. Јас сметам се малце нескромна ќе бидам. Не искрена. треба да бидеш скромна. Што веќе од дете се бавам со музика и имаме нели доста измина труд. И ние реално си ја знаеме вредноста, не нешто да се преценуваме, него едноставно си свесен за својата Добра. вредност. Кога некој ќе проба или сака да не потцени, во тој случај се викам, добро, не укси, или не си музикален, или било што, и не се замарам јас, не ме допира. Навистина. А како се случува тоа што најчесто ви како пример го приметувате тоа дека некој се обидува нешто да ви направи или да ве потцени некако да ви се подсмева или било што? Па не. За Душе, музика ми се пример не е случило тоа. добро. Ни мене не ме допира воопшто. Не ми се случило, можда... Сега, во моментот не можам да се сетам. Имало случаи можда, Добро. ама не ми текнува во моментот. Иначе, За нас е прашање, го така не кажеш, за тоа е тоа. За вас е прашањето, за Јоана. Јоана сега ни е многу нова тука, така што не знам дали ја подценува ли македонската публика. Некогаш јас не верувам дека била подцената, така? Супер е прифатена, нели? Многу. Што сакаат повеќе, кога пее или кога игра? Она истовремено и пее. Даде, што сакаат повеќе, што гледаат мажите повеќе. Νομίζω το show, γενικότερα το show. Όταν παίζω, χορεύω και το χαμόγελο. Αυτό είναι που Да. αγαπάνε. Јоана, кога прв пат дојде во Македонија, што беше она што го виде прво тука? Што очекуваше, пример, од нашата држава? Γενικά κάνω διάφορα tour, αλλά εδώ πέρα δεν είχα έρθει ποτέ στη δική σας χώρα. Σίγουρα είχα κάποιες σκέψεις, αν θα αρέσει αυτό που κάνω στον κόσμο, γιατί είναι πολύ... Проблема е дека продолжиме без теб. Секи знае кога се фалиме. Па се Ама фалите. Тоа го рече. Мене ме интересира како пример кај вас тоа го гледаат, како пример во вашата држава ги доживуваат Бузуки бенд. Дали пример кога гледаат, кога прикачуваш на сториња, предпоставувам го правиш тоа на твојот Инстаграм профил, кога ставаш сториња, прашуваат ли кои се Бузуки бенд, ќе дојдат ли кај нас да пеат? Дали пример ќе се стационирате само тука во нашата држава или може ќе ги однесиш таму? Ова сака ја прашам за нас. Да, еве јас ја прашав, ти помогнав. Ναι, σίγουρα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Γιατί είναι οι μόνοι που τραγουδάνε ελληνικά σε αυτή τη χώρα. Οπότε και οι Έλληνες λένε «Α, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ελληνικά». Οπότε τους αρέσει πολύ, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνουμε, αλλά και πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Рада, јас ќе те прашам, кој знае да игра подобро грчкора? Македонците или грците? Грчкора, Грчкора? а грците? Сигурно си? Македонците си Македонците. македонското. Македонците кога ќе почне грчкора, ја мислам дека први се фаќаат. Добро, некој знае, да. Добро. А нека играат. Ние сме се луѓе нека кои си играат ја сакаме македонка и музиката. гркиња. Македонско, едно грчко. македонско, едно грчко. Може, браво,